Иако составена од искусни фудбалерки, екипата на Кочани во Битола загуби добие надпревар, како да се наивни аматерки. Но овој пораз може да е последица на подценување на противникот, кој по само 10 минути беше во нокдаун по брзото водство на кочанчанки од 2:0, кога веројатно се помисли дека работата е завршена. За жал, уште еднаш се потврди непишаното правило дека упорноста е поцелисходна од препотентноста. ШФК Кочани се до 88 минута и кучуваше водството од 2:1, стекнато во првото полувреме. Во тој период кочанчанки можеа да го зголемат водството на 2 гола разлика и да ја осигураат победата, меѓутоа индолентната игра и чувањето на резултатот им се врати како бумеранг, бидејќи фудбалерките на топ гол прво израмнија, а веднаш потоа и победува со 3:2, пошто немаше време да се направи нешто повеќе во нападот. Сепак, од грешките во Битола, кочанчанки треба да извлечат поука, бидејќи е недозволено тоа што го одработија за 88 минути да го прокоцкаат за две и да им дадат прилика на домакинките за неизмерна радост, откако поразот го претворија во победа. Во наредното 11-то коло, ЖФК Кочани на свој терен ја пречекува екипата на АС Юнајтед, што е шанса да се поправи впечатокот и да се прокнижат нови 3 бода за бегство од дното на табелата.